Алешнет вести. За пратеници ВМРО во регионот го проверува рейтингот на 150 кандидати. Во просек граѓаните преку телефонски анкети се изјаснуваат за 10 до 15 кандидати. Од нив како најсериозни се јавуваат имињата на 30 истакнати партиски активисти, актуелни координатори и бивши пратеници. Во Штип партиски извори за телевизија Старт тврдат дека се води мртва трка помеѓу актуелниот координатор Никола Мицевски, председателот на Советот Владко Миташев и пратеникот Трајче Димков. Во Берово и овој пат најдобро котираат актуелните пратеници Марија Рашковска и Миле Пачемски, а во Делчево надеж да се надеваат на место во парламентот. Анкетите им дале на Тони Трајановски, но и на делчевскиот координатор Драган Христов. Кочанчани се изјаснуваат за Бети Кузмановска, Голубинка Ѓоргиева, Анче Трифунов, Јордан Димитров, Иван Иванов и Спирко Ѓоргиев. Според расположението на кочанчани, досега како најсериозни кандидати се споменуваат председателот на Советот и актуелен координатор Иванов, советникот Ѓоргиев и државниот секретар Трифунов, но од комбинација не се исклучува ниту Димитров. Во Виница неголеми шанси засега има пратеничката Елена Павлова, а во тесна игра се и имињата на директорите на Домот на културата и музејот Славко Донев и Магдалена Манаскова, како и координаторот Мартин Павлов. Освен колеги и пријатели, анкетите и амбициите конкуренти во ВМРО ДПМН направија дури од сопружници. Карактеристичен пример е Виница, каде подеднакви шанси и поддршка имаат Елена Павлова, но и незиниот сопруг Мартин. Идентична е состојбата и во Кочани, каде на листата за анкета се сопружниците Голубина и Спирко Ѓоргиеви. Ке чекаат ли сопружниците на конечната партиска одлука или некој доброволно ќе се откаже во интерес на брачниот партнер, ке покаже времето. Сите дилеми ке се разрешат најдоцна до утре или задутре. До тогаш, сите опции и надежи се во игра, а освен анкетите, се поинтензивни се и лоби групите, кои сите од кандидатите ги имаат во Скопје.